Да, гостин во вестите во 15 часот, министерката за култура Елизавета Канчевска-Милевска овде во разговор со мене за хуманитарниот концерт кој го организираат македонските звезди, музички звезди. Господјо Канчевска-Милевска, значи организираме голем концерт. Во чива организација? Дали тука помага Министерството за култура или чисто уметниците се оставени сами на себе и кој се ќе учествува? Хуманитарниот концерт го организира владата на Република Македонија, а оној друг дел, нели што спомнавте, нели уметници, имаше иницијатива од сите национални институции од областа на културата, нели театрите, вклучувајќи ги тука и Македонската опера и балет, филхармонија, кинотеката на Македонија, кои што врз основа на својата програма дел од представите, значи ги наменија токму за настраданите нели од поплавите кои што ги зафатија нашите соседи. А хуманитарниот концерт го организира владата на Република Македонија. Ние како Министерство за култура нели активно сме вклучени во самиот хуманитарен концерт. Јас би сакала пред тебе да дадам неколку објаснувања околу целиот концерт, сепак да упатам една огромна благодарност до сите граѓани на Република Македонија во изминатиот период за нивната огромна помош, поддршка, придонес кон нашите соседи. Сето она што го направија, сите оние иницијативи, активности, преку Црвениот крст, преку координативните тела и така натака. Јас се надевам дека и на утрешниот хуманитарен концерт, кој што почнува во 19 часот во салата Борис Трајковски, сите заеднички ќе присуствуваме, ќе дадеме придонес и допринос заедно со сите македонски звезди кои што се вклучени во овој хуманитарен концерт и со нашето присуство исто така ќе дадеме допринос и придонес со купениот нели билет и се разбира, сакам да информирам дека на хуманитарниот концерт исто така ќе бидат отворени телефонски линии преку сите оператори, така да граѓаните исто така ќе можат да донираат средства преку овие телефонски линии од отворениот кол центар, каде што ќе има присуство на голем број на спортисти, уметници, јавни личности и така натака, кои што ќе одговорат нели на сите тие повици. Тука ќе биде отворена и жиро сметката на Црвениот крст, доколку се работи, се има можност нели за поголеми донации. Сакам да информирам дека имаме над 30 учесници на хуманитарниот концерт. Хуманитарниот концерт ќе биде пренесуван во живо на Македонската радиотелевизија и на сателитскиот канал на Македонската телевизија и сите значи ќе настапуваат во живо со бенд во живо, така да сите во живо ќе настапуваат и пеачите и ќе има нели во живо бенд. Делумно одговоривте на моето прашање кое сакав да ви го поставам како второ. Значи, македонските граѓани покажаа голема хуманост. Дали вие како влада сте задоволни и дали во контакти со вашите колеги, српски колеги, потребна е таму се уште хуманитарна помош? Дали имате таква? Македонија секогаш била, мислам, отворена за хуманост, за поддршка, тоа и сега го кажавме и секогаш и претходно нели сме го правеле. Граѓаните и сите ние и паметиме и во Македонија што се случи нели за време на поплавите, така да во овие моменти секогаш треба да си помогнеме меѓу себе на нашите соседи, тоа го направивме. Затоа изразив благодарност и се надевам дека така ќе биде и понатаму. Нормално дека не само како влада, верувам дека сите ние како граѓани сме задоволни од сето она што го направивме. Во постојани контакти сме и со, јас ќе кажам и со мојот колега, министерот за култура и на Србија, и на Босна и Херцеговина, и на Хрватска. Разговараме, мислам, отворена е поддршка за било што да им треба, така да они беа многу благодарни за сето она што го направивме. И во моите лични разговори, значи, се трудиме на вистина да помогнеме во секој момент, во се што можеме, нели, како држава да помогнеме. Знаете дека се донира и доста средства, значи, од страна на владата, од буџетот и преку сите оние хуманитарни акции, активности, преку Црвениот крст, преку координативното тело. Мислам дека успеавме барем малку што се вели да помогнеме на нашите соседи, на нашите сограѓани. Уште едно прашање. На една пресконференција ви беше упатено прашање дека ќе се откажете од вашата министерска плата за хуманитарна помош на нашиот сосед. Како најде ова откажување од плата, така и вашите колеги? Министри се разбира. Не, јас го кажав тоа и сега повторно ќе го кажам. Јас можам да зборувам мое лично име и да, тоа јас го направив. Да, мојата плата веќе ја донирам во таа насока. Тоа можам да го кажам во мое лично име, така да мислам останатото сепак се надевам дека ќе биде исто така прифатено и од другата страна, но во секој случај мислам со задоволство го направив тоа и би го направила во секоја прилика.
Уште едно прашање. Кој све ќе учествува на концертот? Како што кажав, има над 30 учесници. Да, има голема е листата, навистина сите сакаат да дадат голем допринос. Значи тука е Тамара Тодевска, Тијана Дапчевис, Кристина Арнаудова, Сара Меис, Магдалена Цветковска, Ена, Димитар Андоновски, Владко Илиевски, Ламбе Алабаковски, Силви Бенд, Елена Ристевска, Next Time, Бени Шакири, Александра Тарабунов, Калиопи, Каролина, Гиш, Нокаут, Ѓоко Таневски, ДНК, Дани Димитровска, Виолета Томовска, Блага Петревска, Ефто Попиновски, Есма, Владко Лозановски, Златно Славече, хорот под диригентство на Татарчевски, Владко Стефановски. Затоа велам голем е интересот и се зголемува интересот, се разбира. Гледам дека и голем интересот ги добив информациите и од Борис Трајковски, од директорот, дека навистина има голем интерес за присуството утре на концертот и сепак ќе би апелирала и со нашето присуство, нели да дадеме еден мал скромен придонес, значи во оваа насока со сите собрани средства, се разбира по завршување на концертот и јавно ќе кажеме колку средства се собрани, значи и од страна на хуманитарниот концерт, се разбира и од телефонските линии кои што ќе бидат отворени, како и од сметката која што е отворена од страна на Црвениот